Владата на Република Македонија будно и активно ги следи состојбите предизвикани од поплавите кои неодамна зафатија дел од земјава. Успешно се реализира првиот пакет мерки, а веќе е изгласан и втор. Како што истакна владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, денес комплетно ќе заврши исплатата на еднократната парична помош во износ од 15.500 денари на 831 семејство. До крајот на неделава ќе бидат исплатени и останатите 50 поради обнова на трансакцијските сметки. Овде би сакале да апелираме и да укажеме на извршителите кои што постојат во Република Македонија дека оваа финансиска поддршка која што ја исплаќаме кон овие лица е парична помош врз основа на елементарна непогода. И затоа апелираме и укажуваме тие да се воздржат од извршување на овие средства кои што се префрлени по овој основ, доколку некој од лицата на кои што му се префрлени средствата има определен должнички однос со друг субјект на друга основа, и затоа апелираме да им се остават овие средства на граѓаните за да може интервентно да ги задоволат своите потреби. Ѓорѓиев рече дека е при крај доставата на пакети со облека и обувки, како и на пакети со лекови и здравствена заштита, а до крајот на оваа недела ќе се испратат уште 400 такви пакети. Од владата информираат дека веќе е донесен и втор пакет мерки кој ќе биде насочен кон решавање на инфраструктурните проблеми. Доколку првиот пакет на мерки беше насочен директно кон задоволување на интервентните приоритетни потреби на населението, вториот пакет на мерки повеќе се однесува на задоволување на инфраструктурните потреби на населението, се разбира и воспоставување на модел на помош и поддршка преку обештетување на земјоделците, чии што имоти беа зафатени од овие поплави, а се разбира и инфраструктурна поддршка на самите општини кои што беа загрозени од поплавите. Ке се помага кај куќите со помала оштетеност за да се создадат услови за живот, но поради големата оштетеност кај десетици куќи, истите ќе мора да се срушат и да се изградат нови. Тие ќе им бидат дадени на користење на досегашните корисници. Според првичните проценки, поплавите оштетија 10.000 хектари земјоделско земјиште. Од страна на владата, земјоделците ќе бидат обештетени, а специјални тимови веќе се на терен за да направат проценка на штетата. За овие мерки со кои директно им се помага на граѓаните, кои на кој било начин беа оштетени при поплавите, се потрошени околу 1 милион евра.